Добро вечер. Минути за најновите информации од културата. Незаборавните забавни рефрени и мелодии испеани од легендите на македонската забавна музика Драган Мијалковски, Зорица Поп-Панкова, Џон Илија Апелгрин под диригентската палка на маестро Дамир Имери го отворија годинешното издание на традиционалната културна манифестација Карпошово културно лето. И оваа година организаторите нудат богата културна програма која ќе трае секој ден до 29 август. На отворањето беше нашата колешка Нела Соколовска. Звуците на етномузиката, безвремените хитови на македонските евергрин изведувачи и прекрасните уметнички дела кои беа изложени на платото кај Млечен го означија почетокот на традиционалната манифестација Карпошово културно лето. Срцата на публиката ги стоплија незаборавните забавни рефрени и мелодии, испеани од легендите на македонската забавна музика Драган Мијалковски, Зорица Поп-Панкова, Сашо Гигов Гиш, Џон Илија Апелгрин, бравурозната Ана Петановска и Тања Тас, придружени од оркестарот на Радио Губамара под водство на етаблираниот музичар Дамир Имери. Голема чест им прават на граѓаните во својата општина Карпош со тоа што им даваат можност културата да е оној добре дојде, добар ден, добро вечер и желбата за здравието и доброто чувство кај секој човек, еве, ова лето кое што се уште трае, да го поминеме на некој начин во сеќавање, да ни останат ваквите настани музички со моите колеги заедно, со прекрасниот оркестар овде. Многу е убаво кога се дружиш со млади луѓе. Не враќаат во едно време кога вака се собиравме, имаше настапи, концерти, насекаде низ Скопје, живи свирки. Така што особена чест и задоволство ми е што вечерва ќе настапам со еден прекрасен оркестар со млади луѓе. И убаво е чувството да се навратиме и никогаш да не ги заборавиме оние стари, убави македонски забавни песни. Значи, овдека гледаме да го оживееме и тоа чувство на убавина од Скопскиот фестивал, да се подсетиме на легенди на македонската забавна музика, кој што повеќето и не се веќе со нас, но убаво е кога младите сакаат да ги пеат тие песни. Колку повеќе настане, толку е подобро. Мислам и да има и за самите луѓе, вака да се собираат, да имаат лично мене искрено ова ми е можеби тазе ќе наречам, нели, да го наречам излагање, меѓутоа мен ми се допаѓа ова и би сакала да има што почесто вакви собери. На премиерната вечер, пред голем број посетители, со својата нескротлива енергија настапи талентираниот музичар Мишел Трајковски во придружба на својот оркестар. Веселите акорди од хармониката на младиот Трајковски ги разиграа почитувачите на етно, латино и џез звуците кои уживаа во неговиот инструментален перформанс. Сценскиот простор дополнително го облагородија изложените ликовни дела на уметничката Елена Галика, која понуди интересен концепт преку сопствениот специфичен естетски израз. Како што гледате, има тука дечиња, на работилница за деца, се цртаци сликаат. Дел се од училиштето Галика Арт, дел тука, нели, сите посетители, деца, па и возрастни може да седнат да си нацртаат нешто, да бидат креативни. Зошто вашата изложба го носи името Капка уметност? Од каде доаѓа оваа инспирација за ваков настап? Ова е име специјално дадено за денешниот настан за Карпошово културно лето. Капка уметност, колку толку малце, ама да ја има. Карпошово културно лето и годинава нуди незаборавни мигови и пријатна дружба на љубителите на културата и уметноста, а манифестацијата ја паметат повеќе генерации карпошани. Покрај домашна македонска музика, посетителите ќе имаат можност да уживаат во настап на културно-уметничките друштва Мак Единство на Стефче Стојковски и Јакут Мирче Ацев, летно кино со филм на Милчо Манчевски, латино и модерни танци со членовите на танцовите студија Dancers United и Еурека,
Потоа фолк вечер со најголемите музички звезди Наум Петрески, Зоица Лазова, Евто Пупиновски, а програмата ќе заврши на 29 август со поетско читање на Тихомир Јанчовски, придружен со прекрасниот вокал на Андријана Јаневска и групата Фолтини. Ретроспективната изложба на професорката и ликовен уметник Жанета Вангели е отворена во Чифте Амам. Овој проект на Националната галерија на Македонија финансиски е поддржан од Министерството за култура. Како резиме на творештвото од 4 декади, проектот Архиви 2 1985-2025 Епифанија ги представува ликовните настојувања во континуитет на креативниот процес, осветлувајќи ја естетската линија во поширокиот ликовно-естетски, културно-антрополошки и општествено-политички контекст. Се работи за проект на кој работам подолго време и фактички Архив 285-25 Епифанија е проект кој што е на некој начин екстензија на Архив 1, една ретроспективна изложба која што се реализираше 2017 година во Музеот на современа уметност. Ретроспективите по себе се единствени, затоа што се екстремно хетерогени, концептот е архив, и на некој начин се покажува и некој работен процес, за разлика од други изложби кои се далеку поконцизни, поконцептуални и да речеме доследни на една идеја. Тука се доаѓа до акумулација на мноштво идеи во ретроспективните изложби. Во моментов чувствувам радост поради завршената огромна работа и огромен потфат, не само од мене, туку од целиот колектив на Националната галерија, без кој колектив и техничка поддршка аз немаше да успеам ова да го поставам и можам само да изразам мојата преголема благодарност кон сите кои учествуваа во поставувањето на изложба. Жанета се бави со многу интересни теми. Таа го поврзува христијанството, да кажам, ни сите оние добри и лоши аспекти. Поточно таа се вклопува во она што е богојавление, би кажала, бидејќи поднаслов на изложбата е како што стои епитаф. Значи таа смета дека ние не со раѓањето, туку со дента на крштавањето го започнуваме нашиот вистински живот. Тоа е карактеристично многу за неа и таа се внесува токму во таа тема. Она што е интересно дека таа на своите принт плотари кои што се изработени во највисока резолуција, би кажала техника на специјална хартија со специјално значение, таа се внесува себе си комплетно и она што е интересно е таа да каже дека на вистина на публиката, на пошироката, дека таа е уникатна во представување на овој мултимедијален аспект. Европската куќа во Велес е домаќин на 22-то издание на меѓународниот салон за стрип Велес 2025. На манифестацијата ќе бидат представени и стрипови по повод 15 години од издавањето на балканскиот стрип серијал Вековници, чиј промотер ќе биде Марко Стојановиќ од Лесковац, Србија. Како што информираа од Стрип центарот на Македонија, годинава на традиционалниот стрип конкурс се пријавиле рекордни 396 автори од цел свет, од кои 164 се од Македонија. До 24 август во излетничкото место Нежилово, стрип автори од разни генерации од Бугарија, Србија и Македонија заеднички ќе креираат своји стрипови. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.